Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска вистински ќе уживате. Ке направам превкусен ролат од мешано мелено месо со сланина и кашкавал и многу вкусно пире од компир и од пашканат. Гледајте не. Денес ќе направам многу интересен и многу вкусен класичен македонски традиционален ролат со мелено месо, со сланина и со кашкавал. Ајде да почнеме од почеток. Месото може да биде чисто говецко, а може да биде и мешано. Што се ни е потребно? Во миксерот ќе додадам малце млеко. Ќе додадам презла. Ќе додадам едно јајце. Малце масло, една мала лажичка сенф и ќе пуштам миксерот полека сето ова да го измеша добро и да го соедини. Презлата треба да го прими млекото и да добиеме една компактна смеса, а потоа ќе го додадеме месото, кромидот и лукчето. Лукчето и кромидот ќе ги ставам во блендер и убаво ќе ги изблендирам. Една убава голема главица, 1 килограм месо имаме. Малце по малце сега. Ќе го сомелам. Ќе го додадам остатокот. Сосема доволно една голема главица, околу 250 грама кромит на 1 килограм месо. Сега ќе опуштам миксерот полека. Додека меша, ќе додадам една лажичка дафинка. Ќе додадам бибер и секако сол. Одлично. Целата смеса е соединета. Сега ќе го додадам кромидот и лукот. Ќе пуштам сето ова да се соедини, а потоа полека ќе го додадам и месото. Сето ова можеме и рачно да го направиме, меѓутоа зошто кога го имаме овој убав, добар, квалитетен миксер, кој не само што можеме да направиме добар пандишпен, него можеме да направиме и тесто, а можеме да направиме добар сос, а и вака да соединиме убаво мелено месо. Ево, сега ќе го оставиме полека да си врти, а за тоа време јас ќе земам, ќе исечам кашкавал. На долги ленти. Без брзање, пошто секогаш кога брзам, нешто или ќе заборавам, или на крај ќе утнам. Затоа нема брзање, полека. Ајде да видиме што сме направиле. Одлично. Погледнете ја смесата, колку е убаво соединета. И поради маслото и останатите состојки ја промени малце и бојата, меѓутоа тоа не ни пречи. Сега ќе го извадам. Одлично. Миксерот го вратив на место и сега што ќе направиме? Едно до друго парче. Малце да се преклопуваат.
смесете убаво сланината. Уште едно парче ќе биде сосема доволно. И сега парчињата кашкаво убаво ставете ги. Ете така, ова е сосема доволно. Спојте ги убаво и еве како треба да изгледа замотаната сланина со кашкавалот. И сега ќе земам поголема фолија. Ако немате вие дома ваква голема фолија, 2 ленти од ова или 3 ќе бидат сосема доволно. Ќе го земам месото. Смесата со меленото месо ќе ја ставам на најлонската фолија и убаво ќе ја раширам и тоа ќе гледам да биде сето тоа под еднакво иста дебелина. Ќе навлажам малце шпатулата, пошто со помош на водата ќе можам да направам да биде подеднакво дебело месото на секаде. Ќе оставиме во средината и полека со најлонската фолија, погледнете, ќе го преклопиме овој дел. Сега со прстите полека и нежно стискаме навнатре. И тоа е тоа. Сега на друга најлонска фолија ќе додадам сланина, ќе ставам од оздола. Месото, ролатот ќе го ставам тука и ќе го замуткам со сланината заедно. Убаво наредете ја, за да биде прецизно убаво кога ќе биде испечено, да има исто растојание од сланина до сланина, а да тоа при термичката обработка прво во водата ќе се стегне и ќе биде навистина многу вкусно. Многу ја сакам димената домашна сланина, меѓутоа многу ретко може да ја најдеме, затоа што тој традиционален начин на спремање сланина го има кај нашите села и некои луѓе од Кејф што си го прават, ама за жал не го продаваат. Ајде сега да видам, да го одвиткам ролатот полека. Месото е многу меко и затоа треба да внимавате многу, без разлика на тоа што после ќе го стегнеме овој во најлонска фолија и ќе му дадеме убав облик. Стегнете ја прво фолијата, видете колку е едноставно, ќе ја свртите до крајот и потоа внимателно ја пренесуваме на делот кај што е сланината. Тоа е тоа. Значи со внимание све можеме да направиме. Еве го моментот. Стиснете нежно, сланината да се залепи на месото и продолжете се до крајот.
Сега свртете го нежно до крајот. Сега фолијата ќе ја раширам надолго. Подигнете ја малце и со ножот засечете со цел да не ја оштетиме работната маса, нели? Не се купува секој ден. Ова е сосема доволно. Зошто го направив ова? За да имам вишок на фолија, за да можам убаво да го стегнам ролатот, за да добие убава форма, а и све што има внатре како празнина, кога ќе стегаме, тоа ќе се спои. Еве, погледнете. Тоа е тоа, драги мои. Сега ќе земам алуминиумска фолија, која веќе ја спремив. Исто така надолго ќе ја скинам. Има некои фолии се подебели, некои се потенки. За да биде све како што треба, ставете 2 реда на фолија. Изедначете ја убаво. Ставете го ролатот во средината. Стиснете нежно со прстите навнатре. Стиснете со рацете. Свртете и еве, драги мои, што добивме. Сега, бидејќи ова од страната ми е вишок, ќе ја вратам даската, после ќе ставам хартија од оздола, прво да го исечам вишокот на фолијата. Убаво стиснете ја, за да имаме убав облик кога ролатот ќе биде готов. Ете така. И сега што правиме? Во вода што тлее, го ставаме ролатот и го поклопуваме. Ролатот полека си крчка. И воопшто не го мислам за тоа што погодена ми е температурата. Садот е малку мал, ама е тоа ман за тоа што е покриено. 2 пати ќе го свртам и све ќе биде како што треба. Сега го правиме гарнирот. Компирот го сечеме на мали коцки. Прво ќе додадам малце масло и ќе го ставам компирот да се пржи. Во маслото ќе додадам и малце путер, во одлична температура. И ќе го додадам компирот полека да си динста. Сега пашканатот. Може да ги исецкате на мали тркалца, околу пола сантим, и тоа ќе го правите се до нај момент додека во средината не почувствувате дека дава нешто отпор. Кога ќе го почувствувате тој момент, сечете на половина, па на четвртина, и овој што е средниот дел, полека со ножот ќе го отстраните. Тоа е цврстиот дел од пашканатот, кој многу тешко и многу подолго време се обработува термички за да омекне. Истото го правите со сите парчиња од пашканат. Полека ќе оставам сето ова да се пржи многу тивко, а кога ќе биде добро испржено, ќе додадам обична вода и зачини. Овој пат го сакам вкусот на пашканатот и на компирот буквално да го почувствувам кога ќе се јаде. Затоа што друго и да додадеме тука, малце ќе го промени вкусот, ќе го нема оној оригинален вкус што всушност јас сега сакам да го добијам. Опа, полека си крчка. Овие остатоци од пашканатот немој да ги фрлате. Кога ќе правите зеленчуков бујон, додадете ги. Натре бујонот ќе биде уште повкусен. Сега ќе почнам да го спремам сосот. За сосот ми е потребно повторно блендерчето,
Алатка која навистина многу често ја користам, ама баш секаде. Тенџерчето за сосот или сосиерот ставете го на средна температура. Кромидот исечете го на крупни парчиња и ставете го во блендерот и добро ќе го изблендирам за убаво да се иситне, да бидат сите делчиња иста големина од прилика, нели? Еве го, толку е доста. Сега ќе додадам путер да се растопи. У путерот на самиот почеток ќе додадам малце мајчина душичка. Ова е многу едноставен сос и верувам дека на сите ќе ви се допадне кога ќе го направите, затоа што основата е кромит, може да биде и црвен кромит, може да биде и бел кромит, може да биде и младо кромиче па да се измеша зелено и бело, значи по ваш избор. Ќе го ставам кромидот да се пржи. Ќе го зачинам со сол и со црн пипер. Секогаш внимавајте со солта, можеме да досолиме, а многу е тешко да се одсоли. Има и за тоа доста гастрономски готвачки трикчиња, меѓутоа тоа е дупла работа. Треба да се додава, да се динста дополнително и така натаму. Затоа умерено, помалце и пробувајте. Секогаш пробувајте храната што ја готвите, тоа е првото правило. Откако кромидот малце ќе омекне, тогаш ќе додадеме бело вино. Пред да додадам било што, сакам да додадам 2 ливчиња ловоров лист. И внимавајте кога ќе го мешате да не ги искршите на мали парченца, нема да може да ги извадите од сосот. Многу едноставно. Што убаво се запржи, додаваме обична вода. Се чувствува и мајчината душичка и ловорот почнува да се осеќа и секако кромидот, затоа што тоа е главната звезда во овој сос. Кромичето одлично си крчка и сега ќе да глазираме со бело вино, ама ќе додадам една мала лажичка сенф. Оставаме да испари алкохолот од виното, а потоа ќе додадеме и павлака, кисела павлака од бимилк. Ќе даде неубава кисела нота, која одлично ќе одговара со сето ова. Сосот си крчка, зеленчукот е готов, топла вода додајте му за да го задржите вкусот. И секако да не заборавиме малце дафинка. Малце бибер. И сега убаво ќе промешам, само нежно. Ќе имаме бојата, ќе ја додадеме водата и све си е како што треба. Сега ќе пробам да го извадам месото. Ќе го исклучам од оган. Многу полека и внимателно ќе ја истурам водата. Ете така. И ролатот ќе го префрлам друго празно тавче. Што правиме сега? Внимавајте, морам прво да го намалам сосот, јака ми е температурата. И сега многу внимателно ќе извадиме прво фолијата. Погледнете го ова, одлично изгледа.
сега е моментот кога треба вистински да внимаваме за да не се изгориме. Значи, полека со ножот. Одлично. Еве го моментот. Како мириса убаво. Сега, драги мои, ќе извадиме полека и внимателно фолијата. Ете што треба да направите. И сега вака како што е ролатот, го ставаме 20 до 25 минути на 200 степени, добро да се испече. Многу убаво се испече. Сега во сосот ќе ја додадам и киселата павлака. Што убаво мириса. Одлично, компирот е готов. Убаво изгледа. Сега да го исечам да видам какво е внатре, треба да истече и кашкавалот. Офта. Погледнете оваа убавина. Ке додадеме од компирот и од пашканатот. Погледнете колку убаво се обработија. Сосема доволно. О, видете го. Отлично. Како се тегне кашкавалот. Ставиме тука. Сосот е исто така готов. Сецкајте малце власец. Сосема доволно. Тоа беше се за денеска, драги мои. Се надевам дека ви се допадна како го направив овој превкусен ролат со сланина и кашкавал и мелено месо, динстан пржен компир со пашканат и сосот на база на кромит, вино, кисела павлака. Идеална комбинација. Нека ви е на здравје. Ролатиот мелено месо на 101 начин. Меѓутоа, денешниот ролат испадна на вистина чиста десетка. Многу вкусен, со убав изглед и со состојки кои вистински ги познаваме. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а вие гледавте 4 сезони и се надевам дека вистински уживавте. Да не заборавам да ве потсетам да го посетите нашиот веб-сайт или нашата веб-продавница 4сезони.mk и да одберете се што ви е потребно за вашата кујна. Секако уште едно големо благодарам до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова. Ви благодарам, имајте пријатна вечер.